Почитувани гледачи, ги следите регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. Земјоделците се жалат на драстично намалени приноси на грав. Шеесет и 4 затвореници, 36 болни и немоќни и 7 позитивни на COVID-19 ќе гласаат денес од општина Тетово. Стабилизација на времето и повисоки дневни температури од недела. Сушна година за тетовскиот грав, производот кој се смета за бренд за тетовскиот крај, годинава со слаби приноси. Земјоделците се жалат дека родот е драстично намален. Производот кој се смета за бренд за тетовскиот крај гравот годинава со слаби приноси. Живко Илјовскиот тетовско жилче, долгогодишен земјоделец, вели дека има и финансиски загуби поради сушниот период, затоа што нема род ниту за продажба, ниту за сопствена употреба. Тој ја оценува оваа година како најлоша досега. Тоа што сме посејали 11,5 декара граф имамо посејано, немамо семето што сме посејали, го нема да земеме. Многу лоша година. Неколку години уназад, кај што фатија сушите, се бетерите. Секаде полошко нема гра. Обште, по пријателината намо, како што слушам, многу слабо е. И тие што се наводнувани, и тие нема гра. На зелениот пазар оваа година мала е понудата на тетовски граф, а цената достигнува и до 300 денари за килограм. Се продава и од увозниот по пониска цена. Има тој што иде у воз. Има, тој има, ама од нашиот слабо има. Како се движат цените? Па нашиот 250, а тој увозиот 120-150. И покрај високата цена има побарувачка за тетовскиот граф, а за поголем дел од граѓаните е скап, поради што купуваат во маркетите од увозниот. Па купуваме у маркетиве поевтино е. У пазар е огромна цена. Висока, ама што да правиме? Сум обезбедил колку што ми треба, ми сме двајца дома 10 кила. Западо е поевтино, ја живеам во Швајцарија, поевтино него овде. Тоа е, не знам како луѓе овде преживеа ова ситуација. Тетовскиот граф е познат по добриот вкус и крупното зрно. Често овој бренд се злоупотребува бидејќи во последните години се помалку го има. Па така како тетовски граф се нуди и увозниот, најчесто од Киргистан. Во рамки на општина Тетово пријавени се 64 затвореници, 36 болни и изнемоштени лица и 7 лица позитивни на COVID-19 за денешното гласање, информира од Општинската изборна комисија Тетово. Гласањето на локалните избори 2021 започнува денеска со изјаснувањето на болните, немоќните и лицата со COVID-19 во самоизолација, чии пријави се прифатени од општинските изборни комисии, затворениците, лицата во притвор, во старските домови и внатрешно раселените лица. Од Општинската изборна комисија Тетово информираа дека гласањето на болните, немоќните, лицата со COVID-19 и затворениците започнало регуларно во 7 часот утринава, а ќе трае до 19 часот вечерва. Во општина Тетово вкупно пријавени затвореници кои денес ќе гласаат се 64 на број, болни и изнемоштени лица 36, додека бројката на позитивни на COVID-19 кои денес ќе гласаат изнесува 7. Кај нив ќе се упати посебен избирачки одбор од медицински лица, кој ќе ги применува протоколите за заштита, информираше Назми Даути, секретарот на Општинската изборна комисија Тетово. Седмите локални избори во земјава ќе се одржат утре, ќе се гласа за 10.831 кандидат, од кои 299 кандидати за градоначалници, а останатите за советници. Најголем дел, односно 91 листа се од група избирачи, односно независни, а 31 се политички партии и коалиции. На изборите првпат ќе се применуваат уреди за биометриска идентификација на гласачите со отпечатоци од прсти. Сепак ДИК одлучи лицата што ќе гласаат денеска да не бидат проверувани со овие уреди, туку гласањето да се спроведе со UV ламба, со која се проверува дали лицето претходно гласало и со прскање
со спреј, за да се обележи дека веќе е искористено правото на глас. Според информациите од ДИК, денеска ќе гласаат 7921 болно и немоќно лице, чии пријави се прифатени од ОИК, како и 476 лица со COVID-19 и во самоизолација. Доколку некој од овие лица чии барања за гласање се потврдени не биде најдено во својот дом од страна на избирачкиот одбор, правото на глас нема да може да го оствари на денот на гласањето. Гласањето ќе се одвива согласно општите мерки за спречување на ширењето на COVID-19, а нив ќе мора да ги почитуваат како членовите на избирачките одбори, така и гласачите. Резултатите од гласањето на болните, немоќните и лицата со COVID-19 и во самоизолација ќе бидат објавени заедно со резултатите од неделното изјаснување на локалните избори. Во општина Гостивар на локалните избори право на глас имаат 81.083 граѓани. Во избирачкиот список на општина Врапчиште запишани се 26.383, но дека во Маврово Ростуше 10.144. Бројките се вкупни на избирачи кои живеат во општините и во странство. Општинските изборни комисии ги прават последните подготовки за утрешниот изборен процес на локалните избори 2021. Денес се спроведе гласањето на болни, немокни и лица во карантин и изолација поради ковид, а избирачките материјали беа дистрибуирани до избирачките одбори. Според податоците од подрачната канцеларија на Државната изборна комисија, право на глас во општина Гостивар имаат вкупно 81.083 граѓани, запишани во единствениот избирачки список. Гласањето ќе се спроведува на 121 избирачко место. Во општина Врапчиште може да гласаат 26.383 граѓани, додека во Маврово Ростуше 10.144. Во овие две општини има по 39 избирачки места. Од канцеларијата нагласуваат дека овие бројки на гласачи се вкупни од избирачите кои живеат во општините и во странство. Утре гласањето ќе почне во 7 часот и ќе трае до 19 часот. Поради пандемијата со коронавирусот, гласањето и на овие избори, како и на ланските парламентарни, ќе се одвива според безбедносни протоколи за заштита. На овие локални избори новина е воведувањето на уредот за биометриска идентификација на гласачите. Првичните резултати ќе ги објавува Државната изборна комисија сукцесивно, според добиените податоци по електронски пат од општинските изборни комисии. Резултатите врз основа на податоците од записниците од комисиите ќе бидат објавени во рок од 12 часа по завршувањето на изборите. Државната изборна комисија е подготвена за локалните избори, се надевам на подобри избори поради гласање со отпечаток од прст, истакна председателот на Државната изборна комисија Александар Даштевски во интервју за новинската агенција МИА. Државната изборна комисија е максимално подготвена, бидејќи сите действија се завршени на време, а некои действија и пред време. Например, некои одлуки се донесени ден-два пред рокот, за да бидат достапни до органите, другите изборни органи и да бидат закачени на веб-сајтот во рок, така што е подготвена, а најголемата работа која требаше да се заврши беше вчера со дистрибуирање на материјалот за изборите, односно доверливиот изборен материјал, бидејќи има и недоверлив кој претходно се достави и тој е доставен без проблем. Денеска е во тек дистрибуцијата на уредите за биометриско гласање за биометриска идентификација на гласачите, ќе се заврши и тоа пред време, некаде до попладне ќе се заврши, така што и тоа ќе биде завршено и сите подготовки се готови, од утре веќе почнува гласањето за болни и немојни лица и лица болни од ковид. Испорачени се 4000 уреди, испорачен е серверот и сите други придружни работи, значи испорачени се каблови, МРЗ скенери, термални принтери, некои кабелчиња беа доволни, како тоа што е за термалниот принтер, меѓутоа екстра испорачаа 3800 кабли за места по 5 метри најмалку, за места каде што нели училница па нема можност да се приклучи. Ќе има долги кабли кои ќе може да дојдат до обигот за да си тече гласањето нормално. Имаме исто така како подарок од таму што не е тоа прескапо, меѓутоа графитни перничиња за секој случај за неписмени и за овие луѓе ако има потреба да остават отпечаток на прст на избирачкиот список. Има посебно место за тоа.
а графитните пернички нели многу попрецизни се од овие на мастило. Раката моја е затоа што знам дека ние бевме многу ефикасни, бидејќи тоа може само внатре да се знае. Исто така сметам дека кампањата беше релативно коректна. Имаше и негативна кампања, имаше и некои неправилности, меѓутоа беше покоректна од било кога. Ги знаеме поранешните кампањи какви биле, така што сметам дека сега релативно коректна беше и сметам дека и изборите треба коректно да поминат за да го заокружиме целокупниот циклус. На регионалниот пат Дебар Маврово се отвори дупка со длабочина од 10 метри. Се смета дека има опасност за дополнително проширување. Од АМСМ информираат дека сообраќајот на овој пат е затворен. Дупка се отвори на регионалниот пат Дебар Маврово кај бањата Косоврасти. Се работи за дупка со длабочина од 10 метри со опасност за дополнително проширување. Од АМСМ информираа дека од 8 часот утринава е затворен сообраќајот на овој регионален пат, а истиот се пренасочува од Струга. Најверојатно ова е последица на лизгање на земјиштето, а зафаќа една цела коловозна лента. Очевидци велат дека поради навременото превенирање од полицијата избегнат е несреќен случај, бидејќи патот е фреквентен. За сега патот ќе остане целосно затворен за сообраќај поради опасност дупката да се прошири на другата сообраќајна лента. Сообраќајот од и кон Дебар се пренасочува преку Струга. Местото го обезбедува полицијата, а на терен се чекаат екипи на ЈП Македонија пат. На останатите патни правци надвор од градските средини сообраќајот утрово се одвива непречено по влажни коловози со умерен интензитет. На граничните премини од македонска страна нема подолги задржувања за влез и излез од државата. АМСМ препорачува прилагодена брзина на движење, почитување на поставената сообраќајна сигнализација и внимателно управување со возилата, особено на патиштата низ котлините, речните долини и клисурите, каде што има можност од појава на одрони. Ова посебно се однесува за делниците Катланово Велес, Маврово Дебар Струга, Виница Берово и Кочани Делчево. Скоро 66% девојки од Тетово и Гостивар доживеале сексуално вознемирување на интернет, според истражувањето на Центарот за еднакви можности Бубамара од Тетово. На таа тема говори председателката на Центарот Рита Бехадини. Ние имавме изложба на Центарот на Тетово, каде во некој начин сакавме сите да гледат што има во инбоксите на девојките. Ние правевме една анкета, контактиравме 200 девојки на возраст од 18 до 25 години кои одговорија на анкетата по електронски пат. И сакавме, анкетата имаше за цел да открие колку овие возрастни девојки кои се уште се во ранните 20 години се жртви на сексуално вознемирување и воедно што подразбират под сексуално вознемирување и дали се подготвени да го пријават тоа. И видовме дека многу девојки се жртви на сексуално вознемирување на социјалните мрежи, затоа сакавме на плоштад и затоа е името на изложбата е од инбокс на плоштад, за да може секој да гледа што има во инбоксите на девојките. Конечно по стабилно време од утре со покачување на дневните температури и повремени сончеви периоди, информираат од Управата за хидрометеоролошки работи. Ќе се задржи претежно облачно време, по предпладне ќе има повремен локален дожд, а во попладневните часови ќе започне да дува умерен ветер од северен правец. Утринската температура во Полошкиот регион, поточно во Тетово, ќе се спушти до 5, а дневната ќе достигне до 10 степени. Од недела веќе следува период на стабилно време со пораст на дневните температури. Во недела променливо облачно, значи со повремени сончеви периоди и со максимална температура до 14 степени. Додека од понеделник има и натамошен пораст на температурата, како и намалување на облачноста. За крај на вестите, една убава информација од светот на филмот. Режисерот на новиот Джеймс Бонд филм бил студент на македонскиот режисер Милчо Манчевски. Манчевски за тоа искуство говори во интервју за и утрински брифинг. Кери ми беше студент на Tisch School of the Arts
на New York University и тоа уште од прва година на постдипломски студии. Баш беше интересно што се пополни мојата група. Во тоа време тројца предававме постдипломски, тројца предававме режија и секој имаше своја група. Мојата прва се пополни и Кери задоцни, па бараше посебна дозвола од деканот и од мене за да слуша филмска режија во мојата група. И се гледаше од одма дека е страшно талентиран, мислам, тоа не беше спорно. Он сам работеше и камера, мислам се уште дека често сам работи камера. И после тоа се види и во понатамошните кратки филмови, после во првите играни филмови и во True Detective, неговата серија. Он се гледаше дека ќе биде успешен не само поради талентот, туку поради способноста да го пласира талентот свој. Мислам дека уште неговиот прв краток филм доби Оскар за краток филм. Во тоа време јас се трудев да им помогнам на студентите првите професионални проекти да ги добијат и со Матилда Куомо, жена му на тогашниот гувернер Марио Куомо на Нью Йорк, мајка на доскорешниот гувернер Ендрю Куомо, организирав public service announcement и организирав надпревар во класата. Наградата отиде кај оној што ќе има најдобро сценарио, добиваше буџет да сними реклама public service announcement, која потоа се емитуваше на њујоршка телевизија и Кери го доби тој проект. Беше супериорно и сценариото и потоа работата што ја сработи. Неко баскет игравме често и дрво беше. Во таа класа беше и Марк Хейман, одлична класа беше, кој потоа доби сценарио Оскар за сценариото на Black Swan на Аронофски. Тука беше и Роб Майер и еден куп одлични талентирани студенти од цел свет. Па режирање на филм на Джеймс Бонд има еден куп своји специфични предизвици кои ниеден друг проект ги нема, кои не се толку режисерски предизвици, колку што се организациони и прашање на координација со дистрибутерот и со продуцентите, со нивните очекувања, нивните барања и тестови, како тие се наметнуваат, што бараат од проектот и дали гледате на резултатот на филмот на ист начин. За нив тоа е продукт, а за вас тоа е едно креативно парче за кое се надевате дека и парче уметност. Мислам дека Казино Ројал, например, ги оствари, успеа да го направи тој мост меѓу очекувањата на дистрибутерите и веројатно креативните очекувања на режисерот, ама не е секојаш така. Има, не знам, например, мислам дека Дени Бойл се откажа, тргна да работи еден Бонд, па потоа се откажа. Ја страшно многу ги сакам сите Бонд филмови, дури сум пристрасен и према оние грозните од времето на Роџер Мур и Лейзенби, ама мерак е која ќе се изгледа добар Бонд филм, мислам, се она што заедно ќе го склопи целата екипа. Значи, од тој што поаѓа од концептот, дури ако не добил кредит, до оној што ќе работи шпицата, до тоа како ќе се пласира филмот, едно комплетно доживување, кое го надминува прашањето на еден поединечен игран филм. Така да, не знам, за мене е мерак, може би сум пристрасен затоа што израснав на Джеймс Бонд и на шпагети филмови.
Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите, ви благодариме на вниманието. Пријатно.